Чевес Неволна и новото издание од емисијата од своја страна. Дефинитивно, денеска ќе раскажеме една многу инспиративна и мотивирачка приказна, каков што е и самиот мој денешен гостин. Се работи за Александар Матовски, со неговиот прекар Цако, кој верувам дека на многумина од нас ни е веќе познат. Момчето Цако ги руши скоро сите стереотипи и предрассуди дека лицата со Даунов синдром не можат да бидат успешни и прифатени во средината. Велам добре дојде за Александар. Александар, ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш дел од емисијата од своја страна. Ви благодарам на вас исто така. Добро. Така, кој е Александар Матовски Цако? Која е неговата приказна? Човек расположен за сега, човек расположен за добро пиење на кафенце, обожавам да пијам кафе, да си, во секоја форма на кафе, чак и земам и бобочина со кафе. Тоа е Александар Матовски. Кафе холиче. Да, кафе холиче и сите можни вкуси на кафе ги имам поминато. Супер. Скоро. Уште немам некој откриено, лега по лега и ќе ги откријам. Од каде пекарот Цако? Од каде Цако? Еве, мене лично ме интересира од каде Цако. Верувам и нашите гледачи ги интересира тоа. Сите да знаеме веќе како Цако. Да. На мајка ми мајка. Така, баба. Баба ми, Така. си моја. Таа ме нарече Цако. И така започна целиот концепт на Цако. Целата она приказна која се трасира до ден денес, Да. приказната за Цако. Да. Цако, еве јас така ќе ти се обраќам. Моето, еве да кажам прво прашање и она што мене најмногу ме интересира. Како ти успеваш да се избориш со средината и со сите стереотипи и предрасуди како момче со Даунов синдром? И самиот не знам, оди го работам со некоја леснотија. Некако знам што сакам да направам со себе и тоа е моето. Сам да знаеш што сакаш со себе си, а после да помагаш на другите. Така, прво што сакаш од твојот живот, а потоа нели со другите. Да. Како почнува еден твој, еве, да речеме, невообичаен ден и како би завршил истиот? Само да ви помнав за камерите, почнав со музика, Така. и завршувам со музика. Во средина водам емисија. Така за тоа нешто подоцна, да. ќе спомнеме за твојата емисија? Пишувам поезија, пишувам и колумни, така да денот ми е стварно Полно активности. максимум. Јас искрено, пред да те повикам во мојата емисија, ти стражував долго време, сакам да дознам се за тебе. Искрено останав без зборови кога ја читав твојата биографија и она се што ти го имаш постигнато досега. Како што самиот кажа, автор си на 200 збирки поезија. Така да. Јас, бидејќи сама да пишувам, тоа ме допре некако најмногу. Зашто највеќе пишува Цако? Која е неговата инспирација? Се што ме обкружува. Политички ситуации, љубовни ситуации, ако видам некој интересна кола, за колата, за сите настани што ги имаме во земјава, а и во странство. Предпоставувам се дружиш со повеќе поети, Да, присуствуваш на литературни поетски читања. сум бил на Тоа него. дефинитивно те исполнува. Да, Таму се запознаваш со нови луѓе и си имаш една средина на твои луѓе кои веќе те препознаваат. Кажи ми, дали може би од таму произлегува и идејата за твојата емисија, твојата радио емисија Јас сум Цако? Од каде првично идејата за да бидеш автор и водител на радио емисија? сега будив едно утро и одјадам во повеќе години во Македонија. Така? Мајка ми била на времето Така? и се викам да видам што има и видов CD. Го подев CD-во да го видам какво е CD-во, видов дека не се дали од Кина или од Украина, не ме фаќа за збор. Водите реќето попресеност од тие земји.
Така? И викам зашто Македонија да нема еден таков квалитетен производ и честа сезона ми е. Супер. Твоите гости првично зборуваш на тема за Даунов синдром, за лицата со Даунов синдром. Когато во првата епизода беше мојата фамилија. Така? Ти после раскажувавте во- твојата приказна, Да. да поставувам. Така, значи, кои се теми најчесто ги опфаќа твојата емисија? Што луѓето можат да слушнат во твојата радиоемисија? Во мојата радиоемисија може да се чујат теми од културата, од лицата со попресеност, и се што ги обкружуваат нив како битија, а ги обкружуваат многу нешта. Се најдам дека сум како емисија интересна дека е и дека вашите гледаци на вашата телевизија ќе ја вклучат интернет. Јас се сомневам во тоа. Дефинитивно ти си еден преинтересен и преинтелигентен човек, секој би посакал да те слуша, посебно и на радио. Сакам да те прашам како ги поврзуваш сите овие работи што ти ги работиш со она што ти го имаш завршено. Ќе им откриеме на нашите гледачи, макар што повеќето од нив знаат дека ти си дипломиран веќе професор на педагошкиот факултет. Од каде љубовта кон таквата професија? Како започна тој процес? Како се трасираше еве да почнеме процесот на твоето образование? Па како? Кажам бејќи моето образование е инклузивно, Така? вклучувачко кај лицата со попресеност, Така? кај Дауновиот синдром, конкретно кај мене. Так. Од редовна градинка до редовно основно, до редовно средно, до факултет. Така? Па, завршив факултет, со тоа што го заокружив инклузијата во Македонија. Така? Мислам дека сум еден и единствен што успеал да го заокружи тој процес кај нас. Ти посетуваше редовна настава, основно и Редовно. средно. Све е редовно. Никогаш не одишол кон други училишта. Дефинитивно предпоставувам не си се доживел никогаш како лице со попреченост. Никогаш. И оние околу тебе се надевам дека не те доживувале така. Тука ми се наметнува и прашањето колку кај нас се развиена свеста за лицата со Даунов синдром. Како ние го сваќаме тоа во однос на во сооднос со луѓето и со земјите од еве запад. Дауновиот Што ни синдром, фали нам како држава? Дауновиот синдром е прифатен во нашата земја. Се гледат врз мене дека во нашата држава е приватен тој синдром и покрај тоа што во последно време не е толку приватен, бидејќи се појавуваат и знаци во самите здруженија што се почнуваат да знаеме она стандардното македонско. Менталитетот. Така е. Днес, како земја, сме прилично напредни во оваа област. Понапредни од некои од западните земји. Од некои, не од сите, од некои. Од Белорусија, од Турција сме понапредни. Ама не сме како Германија, како Франција не сме, како Крвачка не сме, како Словенија не сме. Ама се држиме во балансот. Ке се вратам на тоа прашање кај децата. Така? Мојот синдром показа дека и комало сите деца ме забележува. Кога ќе плаче бебе, Така? се смирува во моје присуство. Оставува е поривот да се записам на педагошкиот факултет. Така, ти умееш со луѓе, јас тоа веќе го заклучив, тоа е факт дека умееш со луѓе. Се гледаш ли во споро како наставник, како професор, како Зашто? учител на луѓе? Зашто да не? Така, тоа е твојата, првична љубов. Да. Цако, пред неколку години ти се обраќаше од седиштето на Обединетите нации во Њу Јорк, каде што лично говореше за стереотипите на лицата со Даунов синдром. Ајде малку повеќе за тоа. Што се случуваше таму? Зашто ти конкретно зборуваше таму? Да се зборам за својата приказна, Така? како е во Македонија, во моје руво. Дори еден периода, вака во Македонија, сите се вака добри, успешни,
мога се сескаме, од бившо сескаме, да кажат дека не е така во Македонија, но во конкретниот случај така е. Така е зашто тоа си ти, индивидуа, Да. која што сама се вложува и која што сама се го трасира патот на успехот. Токму на 3 февруари, кога ми беше годинот, ја добив таа покана да учествувам во Обединетите нации, да зборам како говорник, што тоа ми беше најголем подарок. Спомена дека беше со сестра ти, тука исто ми се наметнува прашањето, на кого највеќе можеш да се осврнеш, која е твојата најголема поддршка во животот? Сите да ме обгрижуваат, а секако семејството. Семејството, Мајка ми, сестра ми, татко ми и брат ми, девојката на брат ми, дечкото на сестра ми, така да сум приватен во моето семејство. Се случило ли да ти речат не, тоа не можеш да го направиш ти? Не, напротив. И јас тоа го викам, јас не можам да го направам тоа, ама те ќе ми кажат, можеш. Тоа е таа И поддршка. како можеш? Така. Нема диско ако не го завршиш тоа. Така. И видиш Види. да се прикинам, Да. во зборство, ги гледам. Позната ситуација, садови куп, и јас се седам, и као треба да ги измијам, Така. абе јас сум давно, не можам ова, се сме ми вика, ајде во диско, ајде, Можам. може во диско. Ма ги ми вика, не може во диско. Прво садови, Можеш па да после дојде да диско. ги измиеш. Така е. Која е твојата најголема инспирација што те движи напред, што е она што највеќе те мотивира за да продолжиш и да бидеш успешен дури и повеќе од она кое што еден човек може да си го замисли да го оствари денес? Фамилијата, дефинитивно фамилијата. Без фамилијата ми даде една таква поддршка која што јас понатаму не пристигувам. Така. Она чувство јас велам кога ќе ги направиш горди своите не може да се опише со зборови, Да. освен со труд и макоутрапна работа. Цако, ти си член на танцовиот клуб Dancers United, ако не се лажам. Да, така не се лажеш. прочитав, така истражив. Вечери тренинг имам. Така, вие го освоивте неодамна и златниот медал во Полска. Да. Јас Во би Килце. Така, јас би те замолила да ни кажеш за тој предизвик таму и за се она што се случува во танцовиот клуб и каде се земате учество вие. Па да повеќе месец сме учествувале, Од каде љубовта кон танцот? од секогаш. Од секогаш? Од секогаш. Од мали нозе. Прво се записав на карате, 10 години не тренирав. И на мои 24 годишна возраст се отвори студиово, се направи група за лицата со поприченост и ја казав зашто да не пробам еден ваков предизвик и сами по себе сум предизвик. Па кога почнеме да се сетаме, тоа е цикл напред. Однос нови земи, нови култури, прозецете низ Македонија, па после почнеме низ Полска, па не знам кај бевме седне во град, исто бевме, ми Так. текна во Копенгаген, па тога го споредме со Малме. Таа енергија како да е некоја посебна енергија таму што се случува. Барем јас така мислам, јас не сум била член на некој танцов клуб, ама мислам дека по она што го имам гледано, дека тоа е некоја посебна енергија, тоа се некои посебни луѓе што Да, Што со има- посебни вибрации. Така, да, баш тоа ми беше изборот. Ти исто така, надвор од сите активности, си члени на неколку невладини организации. Да. Дали може би членувањето таму е желбата и потребата да го слушнат твојот глас, да слушнат луѓето што сакаш ти да кажеш? Да, како се спомна, за тоа и сум таму и самиот по себе сум борец за човекови права и тоа ми даде еден посебен стимул да се погребам во невладините. Која е твојата крајна цел? Како мислиш? Крајна цел како што сакаш да постигнеш
во нареден период во иднина, кои се твоите зацртани цели? Овие се што мисле. Така, да движиш напред, да не престануваш? Да не престанувам. Си изморува ли некојаш цако од се ова што го прави? Мом? Дали се изморуваш? Не. Напротив, се инспирирам. Се повеќе и повеќе. И јас кога ќе станем успеени, одма заваѓам со кутијата, одма... Јас разговарајќи со тебе и пред камерите и еве сега, мислам дека секој ден за тебе е како нова приказна и дека ти си толку полн со енергија, што така не себеш не разврлаш на сите нас. Дали цако е заљубен? Па залюбен во поезијата. Во поезијата? Ама и девојки имам. Имаш и девојче? Ајде да откриваме. Ајде. Бев една друга врска 3 годишна. Така? Со Флорес Герет. Така? На кегата на британскиот амбасадор во Така. Македонија, што беше цел Герет пакека му. Беше мене девојка. Така? Моментално сум со една друга девојка од Србија. Абе, ајде, ја дечко не можам да најдам, види го, он си ги Јас си менува. имам. Како чуга да ги менува. Како чорап. Секоја чест. Браво. Тоа е тоа. Значи, дефинитивно сме со оние кои не прават среќни, кои ни ја препознаваат енергијата Да. и кои, нели, секако се среќни со нас. Цако на самиот крај од ова наше дружење, од оваа наша емисија, ќе те прашам која е пораката која ќе упатиме пред нашите гледачи, што е она што сакаш да посочиш како еден од сите нас. Јас нема да те кажам како лице со Даунов синдром, бидејќи дефинитивно ти си индивидуа сама за себе, ти си приказна сама за себе и ти си еднаков со сите од нас. Ајде да упатиме пораката кон нашите гледачи. Па пораката е да се борат со сите средства и никогаш да не се измажуваат за тоа што ако се замориш, тогаш ќе те фати и обсеството. Така и дефинитивно пречки во животот немаме. Пречка е се она што ни е во главата. Јас го заклучив тоа од твоите зборови, од твојата приказна. Дефинитивно ти си мој херој на животот и дефинитивно си моја инспирација. Верувам дека си инспирација и на сите наши гледачи. Цако јас ќе ти се заблагодарам уште еднаш. Мене ми беше навистина драго што ти си дел од емисијата од своја страна, од мојата авторска емисија. Се надевам дека ќе се дружиме на уште многу нови настани, многу нови манифестации, многу нови емисии. Ти благодарам. Почитувани, тоа беше емисијата од своја страна со Александар Матовски Цако. Верувам дека и овој пат успеавме да ви го задржиме вашето внимание. Се гледаме веќе наредната среда со нов интересен гостин, со нова инспиративна приказна. До тогаш, довидување.